Благодарам, почитуван председател на Институтот Прогрес, почитувана директорка на Фондацијата Калеви Сорса, почитувани екселенции присутни на оваа наша дебата, почитувани присутни другари и другарки, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми на почетокот да изразам задоволство што можем да се обратам пред овој значаен форум, особено кога тема на дискусија се интегративните процеси за членство во Европската унија. Стратешка определба на Република Македонија била и е интеграцијата на државата во евроатлантските структури. Желбата да станеме дел од големото евроатлантско семејство конечно постепено се трансформира во реалност. Сега од нас се бара да покажеме подготвеност и конечно да го почнеме процесот на интегрирање преку исполнување на стандардите во клучните сфери. Потаму стратегијата за кредибилна перспектива за проширување и заеднан ангажман на Европската унија со Западен Балкан, со акцијскиот план представуваат клучни документи на кои не гледаме како наметната обврска, туку многу повеќе. Именно овие документи за нас се вистински патоказ како да продолжиме понатаму во остварувањето на стратешките реформи. Реформите се повеќе од неопходни со цел исполнување на обврските за членство во Европската унија. Меѓутоа на реформите гледаме како неопходност која на институциите и општеството преку нивниот континуиран развој и надградба ќе им овозможи да ја гарантираат демократијата, човековите права и владењето на право. Веднаш по објавувањето на стратегијата за кредибилна перспектива за проширување и зголемен ангажман на Европската унија со Западен Балкан, владата на Република Македонија проектираше низ мерки, кои со реална динамика на реализација ги преточи во новиот реформски план, планот 18. Свесни сме дека ова е клучната година кога треба да покажеме дека сме вистински подготвени да испорачаме резултати. За тоа ќе зборувам и денес, бидејќи резултатите кои ги постигнуваме не охрабруваат да продолжиме и понатаму по веќе трасираниот пат за членството во Европската унија. Високо на нашата агенда во новиот реформски план, планот 18, секако дека е реформата на безбедносниот сектор. Елиминирањето на заканите од тероризмот, борбата против организираниот криминал и корупцијата. Наведените цели се и приоритети кои произлегуваат од стратегијата за кредибилна перспектива за проширување и зголемен ангажман на Европската унија со Западен Балкан. Дозволете ми да споменам дека приоритетите веќе се имплементираат во пракса. Во ноември оваа година е етаблирана оперативно-техничката агенција, исто така донесене, а воедно и се применува пакет од закони неопходни за реформа на системот за следење на комуникациите. Во новите законски решенија во цело се инкорпорирани препораките на групата високи експерти од областа на владењето на право, предводени од Привет. Освен тоа, нашата цел е да создадеме професионален, независен и отчетен систем на институции, а со тоа и создавање на гаранции за почитување на основните човекови слободи и права. Активно работиме на реализација на следната приоритетна точка од нашата агенда, а тоа е реформа на разузнавачките и безбедносните служби. На овој клучен реформски процес му претходеа низа комперативни анализи, дебати, споделување искуства со нашите стратешки партнери. И овој реформски процес се спроведува на транспарентен начин, со обезбедување на инклузивност на сите релевантни чинители. За таа цел владата на Република Македонија формираше работна група во која партиципираат представници од државните органи на безбедносно-разузнавачкиот систем во Република Македонија, представници од судската власт, јавното обвинителство, представници од Собранието на Република Македонија, Народниот правобранител, како и представници од научната јавност и граѓанското општество. Врз основа на предлогот на наведената меѓуресорска работна група, владата го усвои моделот за реформа на безбедносно-разузнавачкиот систем со планот за негово воспоставување. Имплементацијата на наведениот модел имплицира избојување на управата за безбедност и контраразузнавање од Министерството за внатрешни работи, односно формирање на нов самостоен орган на државна управа
заради обезбедување на внатрешна безбедност на државата и вршење на контраразузнавачки активности. Во изминатиот период се презедува исклучително важни активности кои во основа ги дефинира контурите на новата агенција за внатрешно разузнавање, но и активности како треба да се унапреди системот на координација меѓу безбедносно разузнавачките служби. Пакетот на закони за имплементација на новиот модел за реформа на безбедносно разузнавачкиот систем е веќе изготвен, објавен на еднаш со цел запознавање на јавноста, кој што ќе следи меѓуресорска консултација со засегнатите државни органи. Согласно утврдената агенда во средината на наредниот месец, пакетот на закони ќе биде доставен до владата на Република Македонија. Покрај реформите кои се актуелни и кои непречено се спроведуваат во сферата на разузнавачки безбедносни служби, активно сме посветени и на зајакната борба против организираниот криминал и тероризм, што всушност е една од приоритетните цели утврдени во стратегијата за кредибилна перспектива на Западен Балкан. Сојакнењето на координативните структури за борба против тероризмот и насилниот екстремизам, преку назначување на национален координатор за борба против тероризмот и насилниот екстремизам, негови двајца заменици, формирање на Националниот комитет за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризмот, обезбедивме структура која обезбедува поддршка и континуирано ја следи и анализира состојбата со насилниот екстремизам, радикализацијата и борбата против тероризмот. Добра основа за реализација на конкретни активности во оваа област се двата стратешки документи, усвоени на почетокот на 2018 година, а тоа е Националната стратегија за борба против тероризмот и Националната стратегија за спречување на насилен екстремизам со акциони планови. Потреба да се делува превентивно во спречување на насилниот екстремизам и радикализацијата налага јакнење на улогата на локалните совети за превенција, поблиска соработка со локалното население, верските заедници, образовните институции, казнено-поправните установи и младинските организации. Како и за другите безбедностни предизвици со кои се соочуваме, така и овде настојуваме да го примениме начелото на проектирање на мерки за превенција со цел да ги намалиме ризиците од тероризма. Свесни за потребата од заедничкото и унифицирано действување, во октомври 2018 година подпишавме заеднички акцијски план за борба против тероризмот во Западен Балкан, кој произлезе како резултат на заложбите од самитот на Европска унија Западен Балкан одржан летово во Софија. Дадовме приоритет меѓу другото и на продолбочување на регионалната и меѓународната соработка. Пред само една година, преку подпишување на меморандум за соработка во областа на спречување на насилен екстремизам меѓу националните координатори за борба против тероризам на Република Македонија и Албанија, создадовме правна основа според која двете земји заеднички ќе делуваат на полето на превенција. На ист начин подготвени сме да ја продолбочиме соработката со Република Косово поради најголемиот број слични карактеристики поврзани со проблемот на насилен екстремизам. Во овој контекст Република Македонија останува отворена за соработка и со други држави од регионот на Западен Балкан и секако ги поддржуваме заложбите за поголема регионална соработка. Ефикасната борба против организираниот криминал и корупција, што е еден од приоритетите утврден во стратегијата, ја наметнува потребата од постојано зајакнување и унапредување на механизмите за борба против организираниот криминал, ослободени од политичките влијанија и притисоци. Мотивирани од потребата од имплементирање на највисоките европски стандарди кои ќе обезбедат спроведување на неселективната борба против сите облици на организиран криминал, го воспоставивме Националниот координативен центар за борба против организиран криминал. Наведениот координативен центар, кој е единствен во ваков вид во регионот, има за цел да ја олесни размената на информации и податоци помеѓу институциите кои партиципираат во негово работење, а со тоа и да ги идентификува во рана фаза преклопувањето помеѓу институциите при превземањето на активности согласно нивниот законски делокруг на работа. И овде резултатите се веќе видливи, што не уверува дека сме на вистинскиот пат. Бенефитот од остварената соработка на национално ниво е видлив во повеќе сегменти од полициско работење, преку сузбивање на организирани групи и водење на заеднички истраги со надлежните институции. Пример за добра меѓуинституционална соработка меѓу Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство е формирањето на национална
единица Task Force за спречување на трговија со луѓе и кријумчарење на мигранти. Преку проактивно работење на оваа единица, повеќе од двојно во споредба со минатата година е зголемен бројот на идентификувани жртви на трговија со луѓе. Досегашното наше искуство не уверува дека не постои посветена борба против организираниот криминал, ако од криминалците не се одземе неосновано стекнатиот имот. Во таа насока, пред нас ја поставивме целта за јакнење на националните капацитети за спроведување на финансиски истраги паралелно со истрагите за организиран криминал, што во основа се основни постулати на националната стратегија за водење на финансиски истраги, која е усвоена од страна на владата на Република Македонија во февруари оваа година. За таа цел ќе формираме посебни специализирани единици за водење на финансиски истраги во МВР, Царинската управа, финансова полиција и во истражните центри на основните јавни обвинителства. Длабоко сум убеден дека нашите напори ќе ја постигнат и вистинската цел, испорачување на конкретни, видливи резултати во борба против организираниот криминал. Паралелно со финансиските истраги работиме и на ефикасен систем на конфискација на имот. Ако имаме предвид дека во Македонија за изминатите 27 години имаме само 3 случаи на конфискување на имот, доволно говори дека таа наша борба против организираниот криминал не е соодветна, заради тоа што стекнатиот имот се остава на криминалците, на криминалните групи, кои што понатаму можат исто така да го шират во низа на постапки мрежи на криминално организирање. Меѓутоа, досегашното искуство не уверува дека меѓународната соработка е клучот за успешно сузбивање на организираниот и на сериозниот криминал. Искуството кое Македонија го има од учество на заедничките истражни тимови е повеќе од позитивно, особено во делот на обезбедување на докази, бидејќи криминалните активности најчесто се извршуваат на територија на две или повеќе земји членки. Заедничките истражни тимови се исклучително корисна алатка. Дозволете овде да споменеме националната флексибилна правна рамка, која овозможува склучување на договор за заеднички истражни тимови со држави членки на Европската унија и со држави кои не се членки. Нашата позиција олеснува фактот што Република Македонија има договор за соработка со Евроджаст. Имаме солидна правна основа, стручни капацитети и веќе искусни службеници. Подготвени сме за понатамошна соработка и за таа цел ги јакнеме сите наши капацитети. Во октомври оваа година организиравме работилница со представници на Евроджаст и Европол, која ни овозможи одблиску да ги увидиме бенефитите кои произлегуваат од организирањето на заеднички истражни тимови, имајќи го пред тоа предвид практичниот водич на Европол за заеднички истражни тимови. Западен Балкан како регион, кој повеќе пати во минатото беше западен во периоди на војни и конфликти, представува едно критично подрачје од аспект на контролата на нелегалното оружје. Една од заканите со кои постојано се соочуваме е и недозволената трговија со оружје. Мерки насочени против овој криминал се адресирани во националната стратегија и акцијскиот план за контрола на мало и лесно оружје за периодот 2017-2021 година. Стратегијата е изготвена во корелација со најновите политики и сугестии на Европската унија и останатите партнери од областа. Освен тоа, посветени на зајакнување на регионалната соработка на самитот на Европската унија за Западен Балкан во Лондон, во јули оваа година го усвоивме патоказот за одржливо решение за нелегално поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје, огнено оружје и муниција во Западен Балкан до 2024 година. Во насока на реализирање на стратешката рамка во борба против компјутерскиот криминал, на национално ниво Република Македонија донесе национална стратегија за сајбер безбедност. И во овој стратешки документ е преточена визијата на Република Македонија за обезбедување на едно безбедно, сигурно дигитално окружување. Стратегијата е предизвик за сите, не само од превенцијата на сајбер криминалот, туку многу повеќе. Преку стратегијата Република Македонија ќе треба да покаже дека умее да биде во чекор со глобалните развојни трендови. Се разбира како земја партнер на Европската унија кандидат за членство во ЕУ. Ја споделуваме одговорноста и ангажманот на Европската унија
од аспект на управувањето со миграцијските текови, сузбивање на незаконската миграција и прекограничниот криминал. Свесни сме дека ефикасната борба против илегалната миграција и прекограничен криминал, особено во контекст на масовен прилив на мигранти и потреба од справување со мигрантски кризи, со кој може да биде погоден регионот на Западен Балкан, наложуваат вклучување на сите засегнати субјекти, како од земјите од регионот, така и земјите членки на Европската унија. Во овој контекст беше парафирањето на договорот за статус меѓу Европската унија и Република Македонија за акции спроведени од страна на Агенцијата за Европска гранична и крајбрежна стража Frontex во Република Македонија. По завршувањето на сите интерни процедури, поврзани со официјално подпишување и ратификација на договор за статус, веруваме дека ќе дадеме квалитетен придонес во борба против нелегалната миграција. Почитувани присутни, на крајот од моето денешно излагање, дозволете ми да го споделам мојот печаток и лично уверување дека се движиме по добра насока. Благодарејќи на одредниците на стратегијата за кредибилна перспектива за проширување и зајакната ангажман на Европската унија со Западен Балкан и акцијскиот план. Многу скоро очекувам дека ќе добиеме нови одредници преку долгоочекуваниот почеток на преговори за пристапување кон Европската унија, кои ќе предонесат кон континуирано реформирање, напред и конечно согласување со европските стандарди, со цел да обезбедиме и поголема безбедност, а со тоа и подобар и поквалитетен живот за сите. Се спроведуваат многу реформи во сите сегменти на општеството, реформи кои што имаат за цел да изградат стабилен и цврст систем. Систем кој што нема да зависи од поединци, нема да зависи од политичари, едноставно систем кој што ќе функционира. Иако во 2018 година сите заедно во државната управа, во владата, го скициравме часовникот кој што треба да работи во Република Македонија, очекувам во 2019 година да видиме како тој функционира и како неговите стрелки се движат во позитивна насока. Благодарам.